Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за најновите информации од културата. Со премиерна изведба на Градина на почетоците од композиторот Стојан Стојков. Македонската опера и балет вчера вечер ја отвори новата балетска сезона. Кореографијата е на Джан Арслан од Турција, а со оркестарот на МОП диригираше Иван Еминовиќ. Со премиерната изведба на националното балетско дело Градина на почетоците на реномираниот македонски композитор Стојан Стојков започна новата балетска сезона на македонската опера и балет. Овој современ балет во еден чин по либрето на Евтим Клетников и кореографија на Джан Арслан од Турција е вистинско освежување на нашата балетска сцена. Проект ни е многу драг, затоа што е на музика на нашиот композитор Стојан Стојков, кој направил многу бројни балети во нашата држава. Кореографијата е на Джан Арслан, кој ни доаѓа од Турција и е многу добро познат на нашата публика, затоа што ова не е прв проект што он го прави заедно со нашата установа. Кармина Бурана е негова кореографија која веќе со години оди на нашата сцена. Ова е втор балет на музика на композиторот Стојков после цели 25 години, а како што посочи тој, инспирација за композицијата црпел во стари антички музички записи. Мојот предмет на интерес и на работа беше еден предмет кој го ние викаме на факултетот полифонија, односно контрапункт, каде што истражувам и пренесувам на студентите музика некаде од пред 7 век. Во тоа истражување јас најдов на едни интересни примери кои сакав да ги чујам, некои антички примери, затоа што малку е познато, ја имали, ја немали, ја има во историјата, има во литературата, секаде во музиката некако помалку тие записи и најдовне такви записи и ми послужија како инспирација и од тука почна целата работа. Значи, минималистички записи, дори авторот, композиторот кој ги понуди тие примери, и тие не се чисти примери, и тука има композиторска интервенција, но он беше убеден дека основата, идејата е некаква антички мелодија. Но, после тоа, тргна работата и се надоврза една по една сликите и така се направија овој пат 9 слики, кои се држат скоро доследно до ова и тоа беше како основната инспирација. Инаку, повеќе од вас може би знаат, јавно се знае дека јас сум автор кој предпочита создавање на творештво врз база на македонскиот музички фолклор. И тоа поточно на македонскиот рурален фолклор, затоа што тој е податлив за обликување на едно, така да речеме, не само сценско дело, него за композиторски период. Главните ликови во балетот ги толкуваат Марија Кичевска-Шокаровска, Ева Перковска, Франциско Хименес Руис Шпанија, Симона Колиштрковска и Ендрю Кук од Англија. Во Друштвото на писателите на Македонија се одржа литературна вечер со Олга Панкина, преведувачка, поетеса и промотерка на македонската книжевност и култура. На настанот беа одбележани два значајни јубилеи: 50 години од основањето на лекторатот за македонски јазик во Московскиот државен универзитет Ломоносов и 15 години од отворањето на Македонскиот културен центар во Москва. Би сакала пред се да нагласам дека баш ова есен се наполнуваат 15 години од како во Москва го организирав, го основав Македонскиот културен центар, чии председател сум од почетокот до денеска. Тој е невладена организација и формирана токму со цел да ја промовираме македонската култура, секако пред се македонската литература, бидејќи јас сум филолог по струка и ова ми е највака соодветно. Преку преводот, преку организирање изложби,
покажуваме книги приведени, оригинални на македонски јазик, но инаку ја промовираме и македонската музика, македонската ликовна уметност со тоа што организираме разни фестивали, да речеме Арт Балкан. Тој е еден вака поширок настан кој обединува уметници и од други словенски земји. Исто така годинава се навршуваат 50 години од македонистиката на Московскиот државен универзитет. И јас сум од таа прва генерација руски македонисти, руски студенти кои почна да студираат македонски како главен јазик, јазик пода. Камо ли имав среќа мојата дипломска теза да ја подготвам под менторство на академик Блаже Коневски. Тогаш имавме прекрасни лектори, дојдени од Скопје, како Киро Коневски, Лилијана Минова, Ѓуркова, Димитар Пандев и така натаму. Така што некако за мене и овој јубилеј е многу значаен датум. 3 документарни и 3 играни филмови ќе бидат прикажани на 10-тиот меѓународен филмски фестивал на дебитантски филм Кине Нова, кој годинава ќе се одржи од 28 септември до 5 октомври. На отворањето на фестивалот во Македонската опера и балет ќе биде прикажан филмот Изгубениот сон на југословенскиот Dream Team на хрватскиот режисер Јуре Павловиќ. Останатите филмови ќе бидат прикажани во киноверзумот во Домот на културата Билјана Беличанец во Киселавода. Се работи за филм во кој учествуваат сите најголеми екс-југословенски кошаркарски легенди: Јуре Здовц, Дино Раџа, Тони Кукоч, Владе Дивац, Зоран Јовановиќ, Жарко Паспаљ и останати, а неколку од овие легенди ќе бидат дел од свеченото отворање на македонската премиера на филмот на Кине Нова во Скопје. Дејството на филмот е за време на надпреварите на Европското кошаркарско првенство кое се одржуваше во Италија, буквално во деновите на почетокот на распадот на Југославија, на големата војна со која што живеевме, особено генерациите кои паметат. Исто така уште еден наслов кој би сакал да го потенцирам е филмот Прасловен на Слободан Максимовиќ, словенички филм, биографски филм за големата југословенска музичка звезда Зоран Предин од Лачни Франц, човекот кој и по 40 години се уште е активен на музичката сцена. Значи, третиот документарец, освен првите два, доаѓа од германско-јапонската копродукција. Се работи за Јохатсу со Чиз воздух или со малку воздух на авторскиот двоец Андреас Хартман и Арата Мори, кој раскажува една деликатна сторија за можноста да се исчезне од сопствениот живот. Годинава како наши лауреати за специјалните награди Златна грива за особен придонес во филмската уметност, ние ги одбравме нашиот Владко Самуиловски и норвежанецот Даг Јохан Хагерут. Би сакала прво малку да кажам за Даг Јохан Хагерут, кој што ќе ни биде гостин на 28 на нашата пресконференција, исто и Владко, но ние решивме Владко малку повеќе да го искористиме додека е тука и додека не снима филмови и денеска е со нас. Даг Јохан Хагерут е едно, велат, ново име, свежо име во норвешката кинематографија, тоа и во европската, бидејќи со своето познавање на литературата, тој како да и приоѓа на филмската уметност со една спонтаност, но и со една бунтовност. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.